И по 10 години од првата идеја за изградба на регионална депонија, општините од Истокот се уште немаат решение како да се справат со околу 50.000 тони годишен комунален отпад. Наместо на едно, отпадот се фрла на над 30 депонии распоредени во повеќе населени места. Некои од нив се со ризик и за околината и за луѓето. Самото земјиште оздоле е такво што може да се исцедокот од комунален сврст отпад влева надолу, да се впива во земјата, да оди во подземните води и да ги загадува. За бројот на депонии да го намали и општините да ги исчисти од ѓубре, државата наложи секоја општина наместо повеќе да има само една депонија. Функционирањето на депонијата сега сме на една депонија сконцентрирани, една депонија во Крупиште ја затвориме. Со тек на време за општина Харминци депонијата ќе биде стационирана на депонијата у село Таринци. За сега, само Виница и Штип имаат депонии кои се најблиску до стандардите. 2013 година започнавме со примарна селекција на хартија и во текот на оваа година јавното претпријатие има собрано некаде околу 150 тони непресувана хартија. Сите овие активности се во насока на изградба на новата регионална депонија за цврст комунален отпад. Сепак, ваквиот начин на собирање отпад е одамна надминат, зашто со ѓубрето фрламе и милиони евра, кои може да се добијат само со рециклирање. Но тоа без регионална депонија е невозможно. Проектот регионална депонија е идеја стара 10 години. Досега сите обиди за нејзина изградба пропаднаа главно поради 4 клучни причини: парите, немањето на сериозен инвеститор, локацијата и исплатливост. Темата регионална депонија денес повторно ги собра градоначалниците од Истокот на заеднички состанок во Скопје. Источниот плански регион ја одбра варијантата на финансирање на регионалните изградбата на регионалните депонии преку средства од Европска унија, односно преку ИПА компонентата. Сега во моментот ние како градоначалници треба во некој си краток период, кога велам краток период, тоа е за неколку месеци, да одлучиме кој модел на депонија ќе го одбереме и врз основа на таа одлука понатаму ќе отпочнат сите постапки. Ке значи ли ова чекор напред или само уште еден од низата состаноци за депонијата ќе покаже времето. Но ѓубрето чека некој соодветно да го собере и рециклира.